Здраво живот, драги мои пријатели, каде и да се наоѓате по светот, Македонија и ширум нашата татковина. Секаде каде што ви има, драги мои македонци. Еве ме мене во Златно Бурекучково заедно со тимот на Вкусот на традицијата и подготвени за нов рецепт на денот. Во денешно време што е најактуелно? Најактуелно е: мамо, нарачај ми пица, мамо, купи ми пица. Што сакаш да јадеш? Пица. Значи се врти околу таа пица, да кажеме, а ние не можеме, нели, како да им кажеме на деца, леле, па колку е скапа, па кога треба да се нарача, па чекаш да ти донесат. Јас имам решение за сите вас кога ќе ви нарачаат децата, внучињата, пријателите, кога ќе ви дојдат нешто брзо што треба да се подготви, една убава домашна пица за час. За да направите таа пица, вас ќе ви бидат потребни едно јајце, една голема чаша, ова е 3 децилитри, 3 децилитри јогурт. Во чашата од 3 децилитри ќе ставите брашно, значи да биде токму колку јогуртот, толку брашното. Едно пакетче прашок за печиво и ќе ми треба малку сол. За тестото и 3 до 4 супени лажици маслиново масло. Потоа, ќе ми треба 1,5 децилитар од домати, дали пире, дали рендан, патлиџан, дали салца, само да не е кетчап, нека биде домашна. Една главица кромит, 100 грама шунка или 150 грама, или ако имате сланина, ставете сланина, ако имате колбас еден остана, ставете го него. Не се врзувајте, значи да мора да биде шунка, салама, што и да е. 150 грама кашкавал, ќе ви требаат околу 10 маслинки, свеж босилек ќе ви треба, една пиперка црвена или зелена и еден домат. Да преминеме на работи. Едно тавче, може би и плехче од шпорет, може би малку помало, со хартија и намастено со масло. Најпрвин што правам? Го кршам јајцето. Ке го изматам со малку сол. Така. Со вилушка, како за кајгана. Ете така. Сега го ставам јогуртот. Едноставно за овој рецепт можете да соберете се што имате во ладилникот. Не се врзувајте само, значи, за ова. Кромит имате, патлиџан имате, пиперка имате. Значи се имате дома од овие работи што ви ги предложувам. Инаку јас да ви кажам, најчесто дома имам повеќе колбаси и сланина отколку салама, па можам да ставам тоа. Сега промешувам јајцето со јогуртот и солта. Сега го ставам прашокот за печиво. Значи за тестото ни треба и едно пакетче прашок за печиво. Ни треба малку масло. Ете така. И го ставам брашното. Ете, толку е тестото за ова домашна пица. И убаво со дрвената лажица си го матиме се додека не го разбиеме брашното. Ми недостига уште малку маслиново масло. Така.
Тестото е готово. Ставам уште малку масло на тепсијата. И сега ја истурам смесата на плехчето. Да соберам. И ќе ја развлечам на секаде. Така. Значи немаме месење, нема ништо, само ставање во садот. Сега што ќе направам прво? Ситни коцкички ќе направам од саламата. Значи реков, што и да имате тоа. И вака секаде помалку. Многу практична рецепта. Многу. Така. Сега истото тоа ќе го направам и со кашкавалот. Одберете кашкавал што е за топ, мислам што се топи. Или купете готов рендан. Или вака на коцки. Како сакате така. Сега одозгора ставам и од кашкавалчето. Сега ќе ставам кромит. Ова е голем кромит, половинка ќе ставам, за да не биде претерано со кромидот. Ако е помал, ќе ставите цел. Ете така. Ова ќе го сочувам за некоја манџа. Пиперката на кругови.
Ете така. Сега ќе ги ставам и маслинчињата. Одлично. Па вака, пред да го ставам доматот, ќе му ставам сос од домати. Одлично. И сега ќе му ставам малку домат. Крупчиња. Така. Да нема многу патлиџан, или одозгора го ставаме за вкус, па посебно ќе ја направи освежителна така вкусна пицата. Еве, доволно е тоа. И некое ливче босилек, но кога ќе извадам, ќе ставам и свеж. Вака малку само. Уф, како мириса. Прекрасно, прекрасно. Така повеќе ќе гледам во тестото да има. Еве уште едно. И еве, нашата пица е готова. Гледате колку малку време ни требаше за да ја направиме. Вака. Рерната ќе ви биде пуштена на 220 и откако ќе почне горе да се запекува, ќе оставите уште едно 10 до 15 минути да се пече и таа е готова. И после само ќе фрлите свеж босилек од озгора, значи директ од рерната на трпезата. Се гледаме на трпезата и со вас. Леле, со нетрпение чекам да ја пробам оваа наша домашна пица. Погледнете какви убави бои има од македонскиот зеленчук. И колку брзо се испече за час. Па и крцкава од страните. Така. Да пресечам уште малку тука. Значи може со пиперче, со леле. Сега ќе биде ручек за мерак. Можам и вака. Или да ги скористам вилушката и ножот. Леле, убавина, како е добро. Ау, какви вкусови има. Од кога не сум јадела нешто повкусно. Верувајте дека мојата добитна комбинација од сега за пица ќе биде само овој рецепт. Ова е лудило.
Гледате, одоздола како испечена. Од горе, исто. Вкусот. И на босилочето. Значи можете и ова да направите. Значи ова е... Не можам да престанам да јадам една тепсија за еден човек, ова со гаранција ви кажувам. Драги мои, направете ова домашна пица за најсаканите и ќе видите како сите ќе бидат радосни и среќни штом ќе го пробаат овој рецепт и навистина ќе уживаат. Уживајте сите заедно затоа што трпезата е нешто што не обединува сите, што не сплотува и не прави единствени. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со една мисла. Има само еден воз во животот и кој што поминува само еднашка низ вашиот живот. А тоа е доверба. Се гледаме, довидување.